Почитуван председателе, господине Николовски, пред се да се заблагодарам за можноста да се обратам на оваа прва и конститутивна седница и дозволете да ја искористам приликата да упатам честитки до сите членови на Националниот совет за евроинтеграции и да посакам успешна и продуктивна работа на ова исклучително важно тело, за една важна кауза европската или европеизацијата, што мислам дека сите не обединува. Собранието како законодавен дом преку своите тела, овој Национален совет, но и Комисијата за европски прашања КЕП и Комисијата за надворешна политика е директен учесник и многу важен чинител во овој процес низ кој поминуваме, тоа е подготовка на државата и општеството за полноправно членство во Европската Унија. За поздравување е фактот дека последните 20 на години Собранието донесе огромен број на закони со кои се транспонираше ЕУ законодавството во националниот правен систем. Имаме во СЕП експертска дебата околу процентот на оваа усогласеност досега, врз основа на последната ГАП анализа работена на документите што беа предмет на објаснувачкиот скрининг, некаде бројката меѓу 40 и 45% се наметнува, што значи дека сме во одлична кондиција на усогласеност и сме сосема споредливи со земјите кои што се веќе во пристапниот процес многу години. Поради оваа работа на овој и минатите состави на Собранието во последниве 2 децении, земјата е многу поразлична, но се разбира дека голем дел од врските се пред нас и интензитетот ќе биде огромен од моментот кога ќе ги започнеме пристапните преговори, но ќе имаме работа и до тогаш. Сега да се осврнам накусо на оваа точка 2, како што е дефинирана, перспективите за европската интеграција на државата во пресред на јунскиот самит на Европскиот совет, споделувајќи определени информации за тоа докаде сме, што не очекува или што може да не очекува, сите заедно во наредниве 12 месеци. Нема да одам многу наназад, можеби ќе се наметне потреба од тоа во дебатата што ќе следи. Еве ќе се вратам март минатата година, кога добивме безусловна одлука за почеток на пристапните преговори на Советот на Европската Унија, консензуална одлука на сите 27 земји членки, што подоцна се потврди и од Европскиот совет. Одлука која чекавме 16 години и за која работевме сите заедно, секој за своето време, со водадените околности и предизвици. Сите предуслови ги исполнивме и според многу и земји членки и представници на институциите на Европската Унија во Брисел, сме веројатно најдобро подготвена земја од било кога, земја која што доправа треба да ги започне пристапните преговори. Но точката на која застанавме е усвојување на текстот на преговарачката рамка од страна на земјите членки, односно условите под кои треба да бидеме примени во Европската Унија како членка, каде имаме ситуација кога огромно мнозинство на земјите членки имаат различен став, посебно од една, во однос на така наречената билатерализација на пристапниот процес. И тоа не само во однос на македонскиот случај, туку и како модел и евентуален преседан за сите оние кои што ќе следат по нас. Да нема дилеми дека како директно засегнати, нашите позиции кои што се темелат на кристално јасни принципи и во однос на меѓународното право и во однос на Лисабонскиот договор и други важни столбови во смисла на правните акти на Европската Унија, како што се актите во областа на човековите права посебно,
Нашите црвени линии се предочени и добро познати на сите земји членки на Унијата и на институциите во Европската Унија. Бараме решение кое е квалитетно и кое ќе биде одржливо, кое не смее да навлегува во нашите идентитетски обележја и кое ќе биде еден вид инвестиција за градење односи на пријателство врз основа на заемна почит. Не би сакал да шпекулирам со оптимизам или песимизам, со шансите за овие напори и Софија да влезе и да имаме 27 земји членки кои што ќе ја усвојат преговарачката рамка. Искуството од изминативе години, практично од самата спогодба за стабилизација и асоциација, но еве да се вратам на јуни 2018 година, сме имале не во ова тело, на пленум во собранието неколку пати дебати на таа тема. Советот тогаш рече дека го црта патот за почеток на преговори во јуни 2019 година. Ние тука имавме една препирка и една, да речеме, демократска дебата околу виновниците и така натаму, но факт е дека тоа беа зборови на Европската Унија. Во јуни 2019 година Европската Унија кажа дека ќе донесе одлука во октомври таа година. Во октомври таа година Европската Унија не донесе одлука и конечно, како што спомнав, тоа се случи во март 2020 година. Имајќи го предвид ова искуство, мислам дека ќе биде одговорно и мудро од сите нас заедно да внимаваме во смисла на подигнување на очекувањата. Јас повеќе би сакал да сме позитивно изненадени, отколку повторно разочарани. Факт е дека свеста за влогот е јасно расширена. Не се работи овде само за наш успех, туку се работи и за голем важен сигнал за целиот регион. Дали европската иднина на регионот е опиплива и реална, важна за сите главни градови и за владите, но уште повеќе и за граѓаните на земјите во Западниот Балкан. Со самото тоа, влогот е многу голем и за Европската Унија, во смисла на тоа дали може да и се верува, тоа што обично го нарекуваме кредибилитетот на Европската Унија, а со кредибилитетот доаѓа и влијанието во овој важен регион кој што географски очигледно и припаѓа на Европската Унија, бидејќи е опкружен со земји членки, 3/4 од целата економска активност на регионот е врзан со Европската Унија, безбедносните интереси се целосно врзани, како што тоа јасно го демонстрираше мигрантската криза од 2015 и 2016 година. И не само интересот од стабилен Балкан, туку и Балканот од една страна и остатокот од Европа од друга страна, заедно да работат, да се соочат со безбедносните предизвици. Значи, влогот е навистина голем. Мислам дека е многу голем влогот и за македонско-бугарското пријателство. И мислам дека ова статус кво, ако остане предолго, ќе ги труе односите и ќе биде еден вид инвестиција не во пријателство, туку во антагонизам. Тука можеби ќе застанам во однос на очекувањата, датумите мислам дека се јавни и сите ги знаеме. Има совет за општи работи на 22 јуни. Тоа е многу близко, само неколку денови делат од тој момент. Знаеме дека има една специфична политичка ситуација кај нашите соседи, во смисла на техничка влада и предстојни повторно парламентарни избори и председателски избори на есен, што секако треба да ги земеме предвид како елементи, како факти во
нашите постапувања и анализата на ситуацијата. Бидејќи сум уверен дека ќе биде погрешно ако ЕУ се сведе само на овој тип на предизвици и проблеми, многу е важно времето да го искористиме не во чекање, туку во работа, бидејќи меѓу другото пристапниот процес е алатка за реформи. Таа не носи волшебни промени преку ноќ, меѓутоа со политичка волја, особено ако преку ова тело се обединат напорите на од една страна власта, од друга страна опозицијата, меѓутоа и од една страна политичките фактори, од друга страна факторите од приватниот сектор, академијата, целото општество, можеме многу да направиме. Како што знаете, имаме една агенда реформска, која што ја изготвивме врз основа на блиски консултации со делегацијата тука, со Европската комисија во Брисел, со заинтересирани земји членки, Европа дома, чија што имплементација ќе придонесе и следниот извештај да биде така добар како што беше минатиот извештај на Европската комисија. Тука овој совет и собранието има посебно важна улога, меѓу другото да информирам дека некаде 19 предлог закони се во постапка, кои што се не само во оваа реформска агенда, туку се дел од законските мерки кои што го транспонираат европското законодавство во домашното од повеќе области. Дозволете да ве информирам дека како одговорен за европски прашања и главен преговарач, во тек се активности околу ревизија на владиниот преговарачки институционален механизам заради усогласување со новите барања и духот на новата методологија за зајакнати пристапни преговори. Ќе водиме посебна сметка и за улогата на собранието, усогласена со вас се разбира, и мислам дека е добро што во една од планираните јавни расправи ќе имаме расправа токму на оваа тема. Деновиве владата ќе разгледа и потврди новата национална програма за усвојување на правото на ЕУ, НПА, 2021-2025, значи со среднорочна перспектива, исто така прилагодена на структурата на новата методологија, а и во функција на подготовка на институциите за билатерални скрининзи. Според сигналите од Брисел, при крај процедурата за усвојување на регулативата за ИПА-3, имаше известен застој неколку месеци, меѓутоа диалогот е завршен и концептот сега ќе оди на усвојување во Советот. Тоа беше и услов за почеток на реализација на економскиот и инвестицијски план и зелената агенда на Европската комисија за Западниот Балкан, што се заедно ќе даде силен импулс и на нашите реформи, но и на нашата економија. Во овој општ напор, мислам дека треба посебно внимание да обрнеме и на младите, да изнајдеме начини да ги вклучиме во процесот уште во рана фаза од студентските денови, бидејќи процесот во ЕУ бара кадар кој ќе се подготви утре не само да учествува во преговорите, туку да биде и активен чинител во градењето на политиките на Унијата, кои ќе бидат и наши политики. Ме радува дека планот на активности на Националниот совет, за кој исто така благодарам на председателот, имавме можност и да го коментираме и да го дополниме и на членовите на секретаријатот на Националниот совет, ги зема предвид сите наведени активности и нуди одлична платформа за динамизирана работа на овој совет, вклучително и низ низа јавни расправи, каде се разбира ќе бидеме дел и ќе земеме учество со задоволство. Сметам дека вие најдобро ја знаете својата работа, но дозволете да споделам со вас како јас лично гледам на работата на овој совет, на функцијата на Националниот совет.
да се подсетиме дека основниот мотив за формирање на ова тело е обединувачки, да го обединува собранието, позицијата и опозицијата околу нашата стратешка цел, членство во Европската Унија, цел што е ужива големо мнозинство граѓани во смисла на сите анкети од многу години до денеска. Ова иницијатива исто така има функција да генерира синергија од сите чинители кои треба да бидат дел од процесот, да бара решенија низ отворен диалог, да емитува една позитивна клима, бидејќи тешките одлуки тешко се донесуваат без здрава енергија, а пред нас има многу такви одлуки. Со првата меѓувладина конференција нема да ги завршиме, туку само ќе ги започнеме пристапните преговори. Ние нема да можеме се да решиме во овој совет, ќе имаме предизвици, се разбира дека ќе има и разлики, процесот е многу комплексен, веројатно нема да можеме да се сложиме во се, но ако има агенда, кауза, мисија, што може да ги обедини позицијата и опозицијата, тоа е сигурно европската агенда. Ова е лесно да се каже, веројатно е потешко да се спроведе, меѓутоа мислам дека сите ќе си помогнеме ако се обидуваме на овој начин да работиме. Јас ќе бидам многу отворен, нема да ги дотерувам во наводници резултатите, било моите, било на институцијата каде што имам должност да работам, било на владата. И на тој начин ќе се обидам да дадам свој придонес во една ваква атмосфера. Мислам дека нашиот модел е инспириран од моделот на Хрватска. Сите знаеме, сите имаме многу пријатели со различни политички чинители од оваа земја, која што втора од нашиот регион успеа да влезе во Европската Унија. И мислам дека можеме да учиме од нив не само во тоа како сме го структурирале Националниот совет, туку и во тоа во каква атмосфера работеле. На некој начин позицијата и опозицијата представени во Советот заедно ги туркале проектите важни за хрватската европска агенда визави остатокот од пленумот, каде што имало малку потрадиционална политичка битка меѓу позицијата и опозицијата. Јас ова го слушнав не само од нивниот преговарач, туку и од нивната опција десно-центар, нивната опција лево-центар. Сите заедно имаат еден јасен став дека успеале, користејќи ја оваа структура Национален совет за евроинтеграција во парламентот, што секогаш го водела опозицијата, да туркаат работи многу побрзо од што тоа би одело да немало таква атмосфера на соработка. Мислам дека на овој начин ќе направиме услуга и на граѓаните, а и самите себе си, ако веќе сме се одлучиле да се занимаваме со политика, бидејќи тогаш кога на очигледен заеднички интерес имаме политичка тепачка, паѓаме сите и на некој начин расте алергијата меѓу македонските граѓани во однос на политиката како област. Тука мислам дека ќе завршам. Нека биде успешно формирањето на Националниот совет. Посакувам успешна и продуктивна работа и се надевам дека тоа ќе биде во услови на отпочнати пристапни преговори. Ви благодарам. Со дилемаве, бидејќи линијата на дебата што полека ќе не повлече таму каде што знаеме добро, обично на пленумот. Тоа се случува некако, мислам, би сакал да го чуваме ова што почна да се создава денес како атмосфера во Советот, така што ова не го разбирате како некаква голема дебата, нити одбрана на нашите позиции, ама сакам реално да знаете
дека голем дел од проектите со кои што аплициравме во првата фаза од инвестицијската рамка за Западен Балкан поминаа веќе 2 филтри. Одлуката политички ќе се донесе кон крајот на оваа година, бидејќи зависи од усвојувањето на ИПА-3. На наше прашање, кога ги дознавме овие резултати, дали можеме ова да го споделиме со јавноста, сугестијата беше не. Меѓутоа, од аспект на и по глава на жител, па и во апсолутна сума, имаме една завидна ситуација со нашите проекти визави проектите од другите држави од регионот. Мислам дека тоа можем да го кажам. И ова се однесува на 4 крупни инвестицијски проекти и 1 за техничка помош. Бидејќи е седницата јавна, веројатно не е многу соодветно со повеќе детали да одам. При тоа, бидејќи ветив дека ќе видам до крај отворен, не ни се добри состојбите со ИПА структурата, мака мачиме со години, така било и порано, така било и сега. Повеќе од една деценија зборуваме за политика за задржување на кадри, ама уште не сме, тоа го разговараме можеби 15 години. И многу често се случува некој што јас лично не го познавам, некои ги познавам, да слушам дека таму и таму во тоа министерство има вистина добар експерт кој што во моментов работи како консултант на проект на друга држава. Така што, кажувајќи дека добро поменуваме, аплицирајќи за проекти и така натаму, не сакам целосно една розова слика да направам, имаме големи проблеми при имплементација, имаме големи проблеми со задржување на луѓе кои што разликата меѓу јавен и приватен сектор ми е можеби 1:3, 1:5 и повеќе во примања, и не е само финансискиот аспект, ама и овој аспект е исклучително важен. Така што во оваа наша битка меѓу, и спомна професорката околу тоа, клиентелизмот и меритократијата, ако успееме после секој изборен циклус да направиме еден чекор кон меритократијата, веројатно ќе биде подобро за сите, и за политиката, и за граѓанството. Благодарам.